Еве назад во утрински брифинг и традиционално, всушност кон крајот на годината, град Скопје има свој херои во различни области. Првиот со кој што ќе разговараме господинот Илија Трајковски, кој што го доби признанието крводарител, најдобар крводарител, всушност признание од град Скопје, кој до неговата 62 годишна возраст дарувал крв 113 пати, што е за почит. Инаку ова е фотографијата од тројцата наградени или кои што добија признание од градоначалничката Даниела Арсовска. Лесно ќе се распознае кој е кој. Господине Илија, добро утро, доколку се слушаме. Господин Илија? Да. Добро утро. Добро утро. Реков јас при најавата дека е доста импресивно. 113 пати сте дарувале крв. Од каде мотивот за цело тоа? Дали се хумани прилики пред себе прашање? Нормално. Хуманизмот е најважен. Почнав да дарувам крв уште од 18 годишна возраст. Се сеќавате ли на првиот пат кога одлучивте да дарувате крв? Да, тоа беше уште во средно училиште. Таму дарував 2 пати крв, после во војска 2 пати и после си продолжив така да дарувам крв. Што беше мотивот при првото дарување? Претежно хуманоста, да спасиме некој живот. Ако може. Беше за време на крводарителска акција или сам отидовте и... Не. Имаше крводарителни акции уште во училиште и од тогаш почнав редовно да давам крв. Морам да ве прашам, бидејќи има регулација во здравството дека над определено, ако не се лажам, 10 или прагот беше на дарување на крв, веќе има улеснителни околности во поглед на здравството. Вас да ве прашам како функционира тоа? Ви се има, ајде да речам, најдено ви имате бенефит од дарувањето крв. Знам дека штом се 113 пати во прашање, не го правите тоа од такви причини, меѓутоа како функционира истото? Имате ли бенефит од здравство? Имаме на прегледи, на операции, има, не се плаќа ништо. Лековите се ги платиме со партиципација таму, како секој друг граѓанин. А за другите работи имаме. Например, за заболекар имаме, не плаќаме. И така. Господин Илија, што значи ова признание за вас? Мотив да дарувам, да продолжам да дарувам крв. До 65 години, толку е дозволена граница за дарување крв, уште 3 години. И вие ќе продолжите да го правите тоа? Да, уште 3 години, до 65 години. Ќе дарувам редовно. А оние кои што ја нема таа навика, зошто би требало да даруваат? Би требало и на сега овие младиве да даруваат крв, да бидат доброволни дарители. Да. Добро, господин Илија, ќе ви се заблагодарам на одвоеното време, ќе ви посакам среќни празници и се надевам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме. Фала и вас, нека ви се среќни празниците. Благодарност. Следен со кој што ќе разговараме, веќе го имаме на линија, Димитар Ристовски, полицискиот службеник од полициската станица за општа надлежност Кисела Вода. Добро утро, Димитар. Добро утро. Еве, може би имавте прилика да го проследите разговорот со господинот Илија. Прашањето ми беше што е оно што за него значи ова признание. Што ова за вас значи? Така, да, го слушав разговорот со господин Илија. Најпрво ви благодарам што ме поканивте да бидам гост во вашата емисија и поздрав до вашите гледачи. Признанието да се биде најдобар полициски службеник е титула која секој полициски службеник би сакал да ја добие во текот на својата политичка кариера. И за мене представува мотив повеќе
да продолжам како и досега да ги извршувам работните задачи професионално, уредно и да бидам секогаш достапен за потребите на граѓаните, да се грижам за нивната безбедност. Како како се доаѓа до вакво признание? Што треба да направи еден полициски службеник за да добие признание за херој на својот град? Така да. Па признанието за најдобар полициски службеник се добива така што нашата работа се следи преку текот на целата година од страна на нашите претпоставени, на нашите старешини. Како доаѓаме на работа, дали сме уредни, каков е односот наш према колегите, каков е односот према граѓаните, како ги извршуваме работните задачи и врз основа на сето тоа на крајот од годината нашите старешини приложуваат предлози на повисоко ниво за неколку од нас како ги извршуваме задачите и врз основа на тие аргументи на повисоко ниво се избира најдобар полициски службеник. Така. Морам да ве прашам, бидејќи работите специфична професија, Скопје секако не е Готам Сити, меѓутоа колку е тешка работата на терен на еден полициски службеник? Па да, во Скопје има доста работа за нас како полиција. Значи, полициската професија е професија која бара многу жртвување. Како на професија, во професионалниот, така и во приватниот живот. Нели, ние сме 24 часа на работа, 24 работиме во смени. Така да постојано треба да се усовршуваме, да бидеме физички и психички подготвени. Иако сме спремни, не постои пречка која не може да се совлада. Само треба сериозно да се пристапи и максимално да бидеме посветени на работата, сконцентрирани. Ајде кажете ни, например, која е најтешката ситуација или најчудната, најсмешната, изберете вие ситуација со која што сте се соочиле на терен низ улиците на Скопје или во околината? Така да, секојдневно се среќаваме со различни настани, нели, имаме пријава од граѓани за различни настани, така најкомплексното не можам сега да одберам, но можам да кажам дека неодамна сега се случи на случка кај што беа спасени 2 човечки животи. Имавме пријава од граѓанин дека неговата сопруга со нивното малолетно дете е заклучена во стан и дека постои можност господјата да се само повреди и да го повреди детето, малолетното дете. Така да ние излевавме на терен, бевме присутни, повикавме итна медицинска помош екипа, на лице место дојде и екипа на противпожарна бригада, бидејќи такво беше лице местото што моравме да пристапиме заедно со пожарникарите. Влеговме во станот преку балконската врата, детето беше обезбедено, живо здраво, предадено на родителот, а господјата заедно со итна медицинска помош беше префрлена до психијатриска болница. Така да се справивме, нашата брза реакција доведе до тоа да бидат спасени човечки животи 2. Да, можам само да претпоставам дека е предизвикувачка ситуација во која што едно лице може да се најде, меѓутоа вашата професија е токму таква која што ве подготвува на вакви случаи. За нова година сте на работа или ќе славите? Јас не сум на работа, но моите колеги ќе бидат, да, ќе имаат. Добро, и како човек кој што доаѓа од службите кои што треба да воспостават ред и мир, што е оно што ќе им го порачате на скопјани? Па за безбедност се прослави новата година, пред се им препорачувам на граѓаните да бидат со своите најблиски во кругот на фамилијата, да дочекаат новата година во мирна атмосфера, да не се употребуваат пиротехнички средства и огнено оружје, да не дојдат до несакани повреди, да не се конзумира алкохол во големи количини и препорака моја е доколку некој конзумира алкохол да не управува моторно возило, бидејќи нели безбедноста на секој еден од нас е безбедност за сите. Секој еден поединец треба да се чувствува безбедно во текот на прославот нели за нова година. Така, ај да бидеме реални, полицијата колку запре ќе го казни. Разбира, да.
Така. Димитар Истовски со признание за полициски службеник на годината. Благодарност за одвоеното време и за овој разговор. Ви благодарам и вам. Срекни празници и вам. Следен со кој што разговараме и со тоа да го заокружиме овој дел господинот Петруш Георгиевски, кој што доаѓа од територијалната противпожарна единица на град Скопје. Повелете, добро утро, доколку се слушаме, господине Петруш. Добро утро на вас и на вашите слушатели и гледачи. Благодарност и еве и вам да ве прашам ова лично признание. Што на личен план значи за вас ова? Па секако дека значи, после 28 години ефективна работа во бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, секако дека многу ми значи. Големо е признанието, во секој случај пристигнаа многу големи честитки од сите страни, од пријатели, од другари, од колеги, од сите страни буквално. Многу ми значи во секој случај. И вам, господине Петруш, изминатава година, кој беше најголемиот предизвик и ваш личен и на вашата единица? Па вака, со оглед на временските услови, летово, големи температури, се сочивме со многу големи пожари на отворен простор. Имаше многу интервенции, каде релативно интервениравме доста брзо и ефикасно на територијата на град Скопје. Интервениравме и на поише подрече на Република Македонија. Така да, мислам дека оваа година најголем проблем ни беа пожарите на отворен простор. Имаше многу. И тоа е тоа. Треба поише внимание да се посвети на природата, за чување и така. Тоа значи дека не работевте само на подрачјето на град Скопје, бидејќи пожарите беа и во другите делови, дури и поопасни во другите делови на државата. Да, бригадата за противпожарна заштита на град Скопје интервенираше на поише делови на Република Македонија. Јас лично учествував претежно на Скопскиот регион. Имаше колеги што беа и на интервенции во Пекшево и Берово и Паланка и Куманово и ред други работи. За нова година сте работно ангажирани или ви оставија простор да... Не, јас моментално само што дојдов на работа без трета смена, ноќеска бев на работа, така да денес и утре сум слободен. Супер што сте слободен. Ке ви посакаме срекни новогодишни и божикни празници и вам и верувам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме и ви благодарам пред се одвоеното време, како што рековте, сте се вратиле од смена веќе утрово, а еве сте во утрински брифинг. Сречни празници на вам и на сите гледачи и да се слушаме само за убави работи.